Тешка, болна, скапа и крајно неизвестна е борбата за живот на лицата со ретки болести. Заборавени од државата и препуштени сами на себе, секој семејство секојдневно си ја бие својата битка како знае и умее. А се може да биде толку полесно, само кога би се реанимирал нашиот мртов здравствен систем, вели родител на 13 годишно девојче кој боледува од цистична фиброза и кој од лични причини сакаше да остане анонимен за јавноста. На нашата керка диагнозата и беше поставена кога имаше само 3 месеци. Од тогаш до сега, еве цели 13 години, ние со тоа легнуваме, со тоа се будиме, секој момент стравувајќи за незиниот живот. 5 пати дневно инхалации, набавување на шверцувани антибиотици и суплементи од странство, посебен режим на исхрана. Само последниот антибиотик го платив 750 евра за 2 недели терапија. А кога има некоја бактерија, пак, во државата најчесто воопшто ги нема потребните лекарства. 4 месеци го немаше и потребниот ензим, кој што го примаат во секојдневната исхрана, па пак се снајдувавме со криумчарење од други држави, ни раскажа нашиот соговорник. Загрижениот родител вели дека не добиваат никаква помош од државата. Дури инхалаторите, кои чинат по 950 евра еден, си ги набавувале сами. А тука бил и небулајзерот за инхалаторот, кој чинал 120 евра, а со секој антибиотик потребен бил и различен небулајзер. Тоа се многу пари, но кога се работи за животот на вашето дете, не прашувате ништо. Најтрагичното е што лек има, но нашата држава, ете, и со неговата набавка тактизира. А со една таблета трикафта дневно би се решило се, за и овие деца да имаат нормален живот. Резигнирано ни рече родителот. И додека државата спиела, единствено помош пристигнувала од известни општествено одговорни компании, како и од локалната самоуправа од Прилеп, која утре ќе организира хуманитарен настан за помош на овие луѓе, со цел подигање на општествената свест, но и за собирање на донации. Ке има и отворено за кутија за донации, кој што сака и кој што може, е во можност да им помогнеме на пред се на асоциацијата, а преку асоциацијата и на семејствата на овие семејства кои што чии што нивни членови имаат оваа болест. Во Прилеп до неодамна биле 4 семејства кои имале членови со оваа ретка болест, но во моментов се само 2, бидејќи другите 2 се иселиле.